Таа 1916 година, додека низ Европа одекнуваа поинакви канонади, официјалната Будимпешта празнуваше промена на престолот. По смртта на Фрањо Јосиф, Карло IV стана кајсар Унокених на Австро-Унгарија. Неговото доаѓање со кралицата Зита и полагањето заклетва, пропратени со помпезен протокол, требаше да го одбележат единството на престолот и целата држава, непрекинатата припадност на Унгарија на идеалите, на заедништво на релацијата Беч-Будимпешта. Врската со Австрија од спогодбата од 1867 година, со која заради полесно управување поделена власта меѓу бечката аристократија и унгарското дворјанство, во втората деценија од овој век почна да се ниша од темел. Во тоа време Унгарија е нарекувана земја на 3 милиони питачи, бидејќи никаде, како на оваа почва, не дојдоа до израз во толкава мера разликите меѓу оние кои имаа и оние кои страдаа. Учесниците на оваа наконтена колона, 0,2% големопоседници, располагаа со преку 32% од земјата, додека 50% мали поседници со по 5 утра земја немаше ни 6%. Останатите беа безземјаши. Тоа беше земја со повеќе бескуќници и невработени во однос на бројот на населението, отколку било која друга во Европа. Изливите на незадоволство кои повремено со сила на ерупција избиваа од длабочината на работничките слоеви на нацијата, како да не загрижуваа никого. Ни куршумите во парламентот во 1912 година упатени на грофот Тисо, најстакнатиот представник на омразениот режим, не беа доволно предупредување. Во овој спектакл, тој како и секогаш беше една од централните фигури. Така Карло IV наследи едно кралство на издивнување. Сепак ќе му положи заклетва пропратена со блесокот. Во тој час беше сосема видливо дека темелите на монархијата беа жестоко разнишани со долгата исцрпувачка војна, во која таа се декларираше како завојувачка страна, со борбата на повеќе фронтови за која таа немаше доволно здив и со се потешката состојба внатре во самата Унгарија. Таа 1916 година во демонстрациите, најимпозантни од сите кои пред Руската револуција се одржани во било која земја ангажирана во Европската војна. Во Унгарија е барано општо право на глас, аграрна реформа, национална независност, автономија за малцинството, сепаратен мир. Барањата за радикални реформи, борбеното јавно мислење не ги постави тогаш за прв пат. Уште во мај во 1912 избија немири во Будимпешта Печуј Гер. Тој црвен четврток, само во главниот град и неговата околина, околу 100.000 работници го оставија својот алат и стапија во штрајк. Владеачката гарнитура тогаш беше подготвена само на ситни отстапки кои ни оддалеку не можеа да ги задоволат работничките барања. Затоа, по вообичаениот рецепт, буржуазијата против демонстрантите ги повика полицијата и војската, кои отворија оган на незадоволниците. 5 загинати, повеќе десетици ранети, кој знае колку апсени, а мрачниот биланс на мајските настапи во Пешта. Овие настани се значителни не само по димензиите на бунтот, кој ги покажа унгарскиот пролетаријат, туку и по раздвижувањето на огромните маси на обесправени селани кои исто така бараа своји права. Животот на монархијата се одвиваше во атмосфера на перманентно незадоволство, додека моќта на многобројниот благороднички сталеж остана скоро негибната до крајот на војната. Средниот сталеж, составен во главно од чиновници, беше во подчинета положба во однос на режимот кој беше на власт. Исклучокот беше многобројната напредна интелигенција, најкомпактна класа во градовите и понатаму представуваше фабричкиот пролетаријат во текот на војната се поброен и посиромашен.
Во внатрешноста преовладуваше многобројното, помалку или повеќе издиференцирано селанство. Сиромашни селани, наполичари, слуги подчинети на архаичното полуфеудално уредување. Но се создаваше и јадро на селска буржуазија, која ќе се впушти во битка со пролетаријатот и аристократијата за политичка превласт. Летото 1918 година политичката и стопанската криза во Австро-Унгарија стигна до својата врвна точка. Кралот Карло IV Хабсбуршки пристигна лично да ги провери вестите за вриежот во земјата. Се обидено не успеа во Будимпешта да најде личност и гарнитура која ќе биде во состојба со соодветни делумни реформи да ја обезбеди интегритет на државата. Неговите сојузници Бугарија и Турција капитулираа кон крајот на септември. Чехословаците и хрватите кон крајот на октомври објавија војна на Австро-Унгарија, а веднаш потоа и унгарците основаа свој национален и воен сојуз. Искрата се запали на 20 октомври, кога работниците на Будимпешта дознаа дека се готват нови транспорти на трупи за на фронт. 3000 вооружени пролетери ги зазедоа сите јавни згради, касарни, гарнизони без никаков отпор. Во рок од 48 часови Унгарија стапи во национална демократска револуција. Војската им се придружи на востаниците, дојде до вооружен судир. Командантот на казнените одреди генералот Лукашич резигнирано изјавил: "Немам веќе луѓе да пукам во масите." Наместо Франц Јозефовските знакови, војниците на капите ставаа национални знамиња украсени со хризантеми, пошто оваа револуција, која практички беше веќе остварена, доби име Револуција на хризантеми. Од натрешноста стигнуваа гласови дека народот ги протерува понекаде и ги ликвидира најомразените представници на старата власт, дека почнува да ги зазема големо поседите, рудниците. Продолжува формирањето на војнички фабрички совети. На 16 ноември 100.000 луѓе пред парламентот едногласно го усвоја предлогот на Националниот совет. Унгарија е независна и самостална република. 4-вековното долго туторство на Австрија над оваа земја еднаш за секогаш е укинато. Во меѓувреме, од представници на прогресивните крила на социјалдемократите и уште 3 други партии е образувана влада на чело со грофот Каролии, лично најчесен и најавторитетен политичар на тоа време водач на социјалдемократите. Омразениот гроф Тисо го убија 3 војници без никаков суд, а еден друг, гроф Михаил Кароли, и нуди на земјата програм кој ветува независност, укинување на големопоследничкиот систем, демократизација на институциите, општо право на глас, слобода на избори, печатот и штрајкови, рамноправност на националностите и конечно република. Европа се уште е во војна, а унгарските војници го празнуваат примирието кое по налог на грофот Кароли е заклучено во Белград. Тие всушност уште многу порано престанаа да се борат. Увидувајќи порано од многу своји команданти дека има 600.000 загинати, 750.000 ранети, исто толку заробени, скапа цена за 4-годишната војна, масовно откажуваа послушност и ги напуштаа своите единици. Благодарејќи на револуцијата, по руските војници, унгарските први можеа да здигнат од воените стравотии. Крајот на војната е поздравен и во соседната Чехословачка, нова држава која се создава на урнатините на Австро-Унгарија. Омразената црно-жолта монархија погребана е на 28 октомври кога Чехословачкиот национален совет го објави создавањето на републиката. Но судбината на чесите и словаците допрва требаше службено да се реши на мировната конференција. Прашање беше кој ќе преземе власта и како ќе биде организирана новонастанатата држава. Под влијание на настаните во Русија и овде се поприсутен е духот на револуцијата, се поизразена идејата за создавање на социјалистичка република. Меѓутоа, граѓанските политичари на Чехословачка побрзаа да ја испреварат реализацијата на оваа идеја. Оние кои војната ја минаа надвор од својата земја се враќаат со веќе готов рецепт за тоа како ќе изгледа новата држава во срцето на Европа. Возот од Париз го донесе со себе во Прага и стариот политичар Томас Масарик. Во својство на председател на републиката, Томас Масарик и неговиот прв соработник, подоцнежен наследник Бенеш, му даваат печат на целиот повоен развиток на Чехословачка.
Битките на Првата светска војна се приведуваа кон крај. По отцепувањето на Хрватска, револуцијата во Унгарија и прогласувањето на независноста на Чехословачка, расте вриежот и во Германија. Брановите на револуцијата остварени во Русија ја заплиснаа и оваа земја која потпиша безусловна капитулација. Непрегледни колонии од заробеници кои ги ослободила младата советска власт се враќаат по домовите. Меѓу нив е и голем број на оние од вкупно 100.000 унгарци кои учествуваа во Октомвриската револуција. Со повратниците пристигна и човек од 30 на години Емил Шебешчан. Само добро упатените знаја дека за тоа име стои комунистот Бела Кун. Уште од 16-та година член на Социјалдемократската партија, младиот и воодушевен борец за работнички права Бела Кун, како заробеник се определи за советската власт. Набрзо застана на чело на унгарските комунисти во заробеништво, а потоа и на сите странски борци за револуцијата. На 24 ноември 1918 година, само неколку денови по прогласувањето на Граѓанската република, левото крило на социјалдемократите и комунистите повратници од Русија формираа Комунистичка партија на Унгарија. За председател на Централниот комитет е избран Бела Кун. Целата власт на советите на работниците, војниците и селаните не смее да се застане на половина пат, беа главни пароли со кои ново оформената комунистичка партија ги поттикнуваше понатамошните радикални продори кон понатамошно преземање на власта од страна на пролетаријатот. Се бара национализација на фабриките, банките, трговијата, воспоставување работничка контрола во се. Граѓанската република не можеше нити со обзир на составот на својата влада сакаше тешкотиите и проблемите да ги разреши онака како што сакаше работниот дел од нацијата. Грофот Кароли сметаше дека републиката ќе одвои крајната левица од болшевизмот, а одредени реформи сепак ќе бидат спроведени. Но во надеж дека ќе го спасат својот имот и најверните монархисти се наредија во скутот на републиката и со тоа барањата за радикални промени повторно се одложија. Финансиите на земјата слабо стојат, иако паричните институции уште работат. Берзанските работи и трансакциите не може да ја раздвижат зачмаената економика. Незадоволството, поттикнато од економските тешкотии, е подеднакво и во граѓанството и во војската. Владата на грофот Кароли веќе запаѓа во криза. На тоа особено влијае трајното незадоволство на селанството, гладно за земја, која секогаш ја обработуваше, а никогаш не ја поседуваше. Се поургентни се барањата за поделба на големо поседите, што комунистите обилно го помагаа, припремајќи ја јавноста проект на својата аграрна програма. Грофот Кароли смета дека се уште се може да се среди по легален пат, со делимични реформи, меѓу кои би била и аграрната. Лично дава пример, удирајќи на својот имот Колец, со кој ја означи поделбата на својот имот на безземјашите, но неговиот пример никој не го следеше. Сето ова се случува во временски рамки кои го означуваат крајот на војната. Американскиот председател Вилсон доаѓа во Европа за со англискиот премиер Лојд Џорџ и францускиот председател Клемансо да решат за понатамошната судбина на Европа и светот. Унгарија со својата нестабилна внатрешна состојба и како победена земја се наоѓа на дневен ред како посебна тема. Вилсон и Лојд Џорџ, имајќи ги предвид настаните во Русија, ја застапуваат умерената линија како би се избегнало државите една по друга да бидат фрлени во прегратките на болшевизмот. Меѓутоа, францускиот председател Клемансо бара движењето во Унгарија да се задуши со сила. Бидејќи Франција е овластена да влијае на расплетот на ситуацијата во оваа земја, онака како што им одговара на силите на Антантата, Клемансо во Унгарија ги праќа своите колонијални трупи, кои таму заземаат некои потпирни точки. Префрлени од африканскиот песок во унгарската пустелија, тунижаните не беа ни најмалку непријателски расположени кон унгарските војници. Сепак француската униформа која ја носеа означуваше трајно присуство на опасност од надворешен притисок. Поттикната од представниците на Антантата, владата на Кароли по убиството на Роза Луксембург и Карл Липнехт во Германија, започна хајка на напредните луѓе пред се на комунистите. Скоро целиот централен комитет на партијата, начело со Бела Кун, се најде за трешетки. Додека соседните држави Чехословачка и Романија спремаат воени транспорти во правец на унгарската граница, стигна нота од полковникот Викс, со која во името на Антантата бара Унгарија да напушти дел од својата територија.
Каролји поднесе оставка, а комунистите излегоа од затвор по драматичните преговори кои ги водеа со социјалдемократите. Постигната е спогодба за обединување на двете партии со тоа да се прифати програмот на комунистите заеднички да се преземе власта и да се прогласи диктатура на пролетаријатот. Родена е комуна, Унгарска република на Совети. Буржуазијата овој пат без крв ја предаде власта на работничката класа. Голема е заслугата на Бела Кун и неговите соработници што ја исползуваа оваа историска можност и ја зедоа власта во своји раце заедно со социјалдемократите. Ленин, кој прв и честита на младата република на Советите, укажуваше на оваа специфичност на Унгарската република. Во ваквиот пресврт голема улога играше и надворешниот фактор, победата на Руската револуција и се посилното навлегување на прогресивните идеи во цела Европа. Бела Кун, свесен за тешкотиите и искушенијата кои се закануваа на младата република, повикува на жртви и трпење, предупредува какво доверие и да имаме сами во себе, мораме непрекинато да имаме контрола на работниците, како републиката на Советите не би се дегенерирала во бирократија на Совети. Веднаш е донесен привремен устав кој прогласува слобода и право на сите да работат. Меѓу првите мерки е и формирање на Црвената гарда, која е повикана да ја чува и да ја брани пролетарската држава. Во животот на унгарскиот народ започнува нов период. Распишани се избори за органи на власта, работнички, војнички и селски совети, бидејќи според уставот целата власт се темели на системот на совети од доле до горе. Републиката на Советите што туку ги прави првите чекори по тешката исцрпувачка војна која ја доведе земјата на работ на економски хаос. Истовремено силите на Антантата прават се да го загрозат нејзиниот опстанок. Ги затвораат границите за промет на стока, оневозможуваат увоз на храна и други животни потреби. Селаните на кои им помагаат војниците и граѓаните брзаат да го надоместат пропуштеното, бидејќи последните војни години самопченица е произведено 20 милиони метрички центи помалку од предвоениот просек. По селата се подготвуваат радикални потфати. Настапи по општествување на 7 милиони утра земја и создавање на 11.000 селски работни колективи. Со ваквата ориентација за аграрното прашање манифестирано е известна пасивност без уважување на вековната глад на селанството за поседување на земја, што подоцна беше извор на сериозни тешкотии. Стравот селанецот да не се претвори во стоков производител кога ќе добие земја, ги надјачуваше очигледно неоправдано другите важни причини. Издаден е декрет за преод во општествена собственост на сите приватни, рударски, индустријски, трговски предпријатија. Во управувањето со нив, работниците учествуваат преку своите надзорни совети кои имаат задача да се борат против неправилностите при раководењето од страна на комесарите, кои додоа на местото на поранешните собственици. Освен тоа, советите како надзорни органи се грижеа за работна дисциплина и беа одговорни за чување на народниот имот. На социјален и културен план се преземаат дотогаш невидени мерки. Училиштата, од кои 80% од основните беа верски, а 65% од средните, приватни, исто така стана општествени. Социјалната грижа за незаштитените и сиромашните пред се за децата доби скоро импресивни димензии со оглед на условите во кои се даваа. Републиката им ги подигна платите на работните луѓе, им ги снижи кириите, го максимира стамбениот простор. Организирана е бесплатна здравствена заштита во земјата во која секој втор човек умираше пред да може да добие лекарска нега. Културата стана својна на народот. Забавата е за народот. Се е народно. Само како сето тоа што е освоено да се зацврсне, да се одбрани и понатаму да се развие. Уште во првите денови од животот на новата република стана очигледно дека еден значителен дел од социјалдемократите само тактички им пристапи на комунистите и пролетаријатот, а дека деструктивните намери и вкоренетиот отпор на се што е радикално и прогресивно се и понатаму присутни. Заправо на тоа Ленин го предупредуваше Бела Кун и републиката. Правилно е што стапивте во сојуз со социјалдемократите, но чувајте се од предавство.
Ako во Унгарија не го задушиме болшевизмот, тогаш тој понатаму ќе се шири и ќе представува опасност за цела Европа, гласеше истовремено и оцената на американските наблюдувачи во Беч. Макар што ставовите на американскиот председател Вилсон и англискиот премиер Лојд Џорџ беа малку пофлексибилни, францускиот премиер Клемансо, бидејќи француското воено ангажирање во овој дел на Европа беше најизразито, веќе делуваше во духот на таа проценка. Треба да се рече дека во тоа имаше дел и меѓусебна нетрпеливост на големите, особено на Англија и Франција, во поделбата на интересни сфери. И така непол месец по прогласувањето, Републиката на Советите беше принудена да се брани. Таа јасно даде на знаење дека не стои на гледиштето на територијален интегритет на поранешната држава, што значи се сложува со распаѓањето на поранешната монархија, дека нема намера да војува против никого и дека смета дека сите проблеми можат да се решат по мирен пат. И покрај вака јасно изразените и мирољубиви намери, доаѓа до отворена војна интервенција на Антантата, најпрво од романска страна. Сите на фронт, мораме да бидеме дисциплинирани, но така дисциплинирани да не може ништо на светот да не запре, апелува Бела Кун на седницата на Револуционерниот совет, која реши сите расположливи сили да ги упати кон фронтот на кој настапува војската на романските бојари. Ни јужните делови на земјата не се безбедни, бидејќи победничките трупи на Франција и Србија веќе зазедоа дел од унгарската територија и така барем во тоа време можеше да се очекува напад и од таа страна. На младата црвена армија навистина не и недостасуваше ентузијазам, но затоа и недостасуваше оружје. Имаше единици каде бројот на војниците два пати го надминуваше бројот на расположивите пушки, а по бројот на дивизии и полкови црвената армија далеку заостануваше за своите противници. Притисокот беше голем, бидејќи романскиот премиер Јон Брачану во интервенцијата покрај другото гледа и прилика да го оствари својот концепт за територијални добивки и создавање голема Романија. Во овие борби Републиката херојски се брани, но не успева да му одолее на посилниот непријател. Градовите паѓаат еден по друг. Трансилванската дивизија му се предаде на непријателот. Се слушаат дури гласови за капитулација. По сценариото на Антантата тоа беше момент за уште една воена интервенција. Настапи нападот на чехословачките трупи со кои командуваат италијански офицери. И додека чехословачките и романските трупи се спојуваат во широк фронт против унгарската комуна, Будимпешта ја манифестираше непоколебливата спремност на работничката класа на Унгарија да и се спротистави на интервенцијата. Никогаш дотогаш празникот на трудот 1 мај не е прославен така свечено, цела Будимпешта осамна облечена во црвена облека. Само низ центарот на градот помина колона од 60.000 луѓе, додека слични колони дефилираа и во останатите, особено работничките квартови на главниот град. Оваа импресивна манифестација на работничката класа ги поттикна комунистите поостро да ги постават прашањата за одговорноста на тие што тактизираат со револуцијата и да ги изведат на чистина своите односи со поединци во раководството, чие капитулантско расположение произлегува од несложувањето со основните цели на пролетарската власт и револуцијата. Со најдувањето на се поголеми тешкоти и соочувањето на републиката со се поголеми тешкоти, се повеќе доаѓаше до израз гласната отуѓеност на социјалдемократијата. Како да се потврдуваа зборовите на Ленин, дека раководењето со диктатурата на пролетаријатот налага полна мера на внимание во однос на оној дел на социјалдемократијата, кој понекогаш не се плаши ни од најперфидните мерки за подкопување на партијата на пролетаријатот и единството на народот и партијата. Комунистите мораа јасно да кажат дека состојбата во синдикатите, каде социјалдемократијата имаше најјака потпирна точка, загрижува, дека оваа организација на работничката класа не ја поддржува власта на таа класа во незините основни стремежи и дека таа состојба не може долго да потрае. Спонтаното празнување на 1 мај паралелно ја следеше напнатата атмосфера, кога повеќе од било кога дотогаш почна да се чувствува поларизација меѓу колебливите и решителните.
Во тие за републиката драматични денови победи непоколебливиот став на Бела Кун, Тибор Семјуел, Јене Ланглер и други. Утредента по првомајската прослава, Бела Кун бара републиката да се брани по секоја цена и Националниот воен совет наредува општа мобилизација на целокупниот пролетаријат. Низ одбраната и зацврстувањето на фронтот практички се врши реорганизација на војската и тоа само за 15 дена. На нејзино чело е еден од непоколебливите, Јене Ланглер. Другиот пак, генералот на црвената војска Вирмуш Бен, покажа знаци на колебање. Црвената армија на Унгарската република на Советите, која во првите денови на мај практички беше во распаѓање, се крена како феникс од сопствениот пепел благодарејќи на пролетерите и луѓето верни на републиката. Во тој час родена е втората црвена војска. Кон средината на мај, републиката на фронтот располагаше со 113 баталјони и околу 160.000 луѓе. Несразмерноста во силите од почетокот до некаде беше ублажена. Секпак политичката и стратегиската ситуација на црвената Унгарија во основа и понатаму беше напната и тешка. Во времето кога клинот на болшевизмот почна да ги допира источните делови на Чехословачка, меѓународните прилики секако не ветуваа поволни перспективи на се уште недоволно јаките унгарски револуционерни сили. Најголеми напори се сконцентрирани на североисток во обид да се воспостави врска со Советската црвена армија од онаа страна на Карпатите. Третата армија под команда на Јене Ланглер успеа по огорчени борби да го ослободи градот Мишколц и да го одбрани од повторниот комбиниран налет на чехословачките и романските сили. Со тоа што го одбранија Мишколц, неговите бранители им направија голема услуга на пролетерите од Словачка кои во позадината организираа востание и се подготвуваа за освојување на власта. Со понатамошното енергично настапување на Ланглер против чехословачките интервенционисти ширум целиот фронт се ослободуваа многу градови. Обидот на интервенционистите да ја запрат офанзивата не успеа. Црвената армија на Републиката на Советите продира понатаму и Чехословачката армија ја раздели на два дела. На 6 јуни, воодушевено дочекана, Унгарската црвена армија влезе во словачкиот град Кошице. Во целата Словачка се заведе вонредна состојба, бидејќи немирите на населението им причинуваа големи тешкоти на војските на Антантата. Уште пред доаѓањето на Унгарската црвена армија во многу места на Словачка се основаа работнички совети. Утредента по ослободувањето на Кошице, додека прославата беше на својот врв, председателот Клемансо бара од Револуционерниот совет на Унгарија веднаш да ги запре воените операции, заканувајќи се со остри санкции. И додека во својата нота зборува за мирољубиви намери, на командантот на балканските трупи Франше де Фере му нареди да ги сконцентрира своите трупи за напад на Будимпешта од југ. Бела Кун со другарите доаѓа во Кошице да ја подели радоста со словачките пролетери и истовремено му одговара на Клемансо дека непријателството на север го започнала чехословачката војска и предложува новите држави настанати со распадот на Австро-Унгарија самите меѓу себе да ги решат настанатите проблеми. Не дозволувајќи прославата во Кошице да заврши, Клемансо испраќа ултиматум: повлекување во најкраток можен рок зад назначените демаркациони линии и повторно се заканува со санкции. По известни колебања Бела Кун ги прифати условите, верувајќи дека така ќе ја добие многу потребната починка за време. Уште додека траеше размената на нотите, на 16 јуни 1919 прогласена е Словачката република на Совети. Движењето на револуциите така доби уште поширок замав.
Младата словачка пролетарска држава, објавува Антонин Јанаушек, првиот председател на Словачката република на Советите, ги национализира фабриките, банките, изработи устав, образува работнички и селски совети, започна да организира своја црвена армија, да ги подобрува социјалните услови на животот на трудбениците. Тоа веќе беа посебни знаци за узбуна во редовите на Антантата. На политичкиот, економскиот и воениот притисок настапија исто така однадвор инспирирани контрареволуционерни бунтови во внатрешноста на Унгарија. Најзначаен беше пучот на Лудовиковата академија во Будимпешта со кој требаше да се обори владата. Пучистите во завера вовлекоа и 3 брода на Дунавската флотила кои стигнаа до мостовите во центарот на градот, обидувајќи се да го нападнат хотелот Унгарија, каде што беше сместен главниот штаб на диктатурата на пролетаријатот. Во овие бунтови особена улога имаше така наречениот антиболшевички комитет во Беч, составен од пребегнати грофови. Разбирливо е тога што елитната воена школа на Лудовик, во која монархијата за офицери спремаше деца на аристократи, стана жариште на бунтот. Во Будимпешта беа сконцентрирани околу 30.000 вооружени војници и работници, чија контраакција веднаш започна. Нивниот непријател бројно не беше јак, бидејќи во пучот учествуваа 12 офицери, околу 500 војници и 70 академици и кадети. Но и во онака бурната ситуација, покрај бунтовите кои следеа и надвор од Будимпешта, овој пуч укажа на потребата од далеку поголема предпазливост. Власта на републиката најме не гибаше во оваа школа, со надеж дека младите луѓе ќе се превоспитаат. Офицерите на Лудовик, меѓутоа, работата на превоспитувањето ја објавуваа на овој начин, создавајќи од Академијата центар на контрареволуцијата. Нивниот план сепак беше само делумно успешен. Намерата да се придобијат некои јадра на работничката класа сосема се изјалови. Пучот набрзо е ликвидиран, откривајќи ја својата слаба социјална база, но и се поголемите внатрешни тешкоти на кои во пресрет им доаѓаше работничката власт, принудена сега да се бори на 2 фронта, внатрешен и надворешен. Републиката и понатаму остана ранлива. Додека Будимпешта ги погребуваше своите загинати во борбата со контрареволуцијата, политичката игра продолжуваше. Економските тешкоти, недостатокот од претхранбени продукти во прв ред, недоволното производство и другите неволи за кои објективно одговорноста не може да се префрли на републиката, барем не поголемиот дел од одговорноста, допринесоа за влошување на атмосферата во општеството до таа мера што отворениот и општиот контрареволуционерен удар изгледаше сосема реален. Дотолку порано што по бројниот десно ориентиран дел на Обединетата партија на социјалдемократите и комунистите веќе го усмеруваше развитокот на земјата во правецот кој тој го сакаше. Во таква атмосфера одржан е многу порано закажаниот конгрес на Обединетата партија, на кој дојде до судир со социјалдемократските лидери. При изборите за ново раководство дури ни најзаслужните револуционери комунисти не беа одбрани во Централниот комитет. Со крајно ангажирање на Бела Кун и неговите соработници, првите избори се поништени и вистинските револуционери влегоа сепак во Централниот комитет. Но на конгресот пројавените спротивности со тоа не беа решени и ни минималното ветување за прифаќањето на заедничката платформа за некои акции остана мртва буква на хартија. И покрај сето, тоа беше период на најголемата моќ на диктатурата на пролетаријатот, како што известуваше Роман Нели, италијанскиот представник на мировната конференција во Будимпешта, инаку наречен Распучин на унгарската револуција. Новиот дух кој Републиката на Советите им го вдахна на сите области од животот силно пулсираше. Концертите за работниците беа одржувани напоредно со грмењето на топовите на Тиса. Комунистичката културна програма разликува само добра и лоша литература и не е подготвена да ги отфрли Шекспир и Гете, само затоа што тие не беа социјалисти, зборуваше Ѓерѓи Лукач, големото име на унгарската култура и уметноста, првоборец на Републиката на Советите. Во музичкиот директориум беа тогаш младите, а подоцна прославени композитори Бела Барток и Золтан Кодањ. Книгите се издаваа во големи тиражи. Театрите и сликарските галерии за прв пат му стана достапни на работниот човек.
На сметка на Републиката, чиј буџет одва и составуваше крај со крај, пролетарите и нивните деца се праќани на летување во за нив некогаш недостапните летувалишта на езерото Балатон. За 4,5 месеци на пролетарската диктатура снимени се 35 играни документарни филмови, а репортерите на филмскиот весник Црвена филмска репортажа се трудеа да снимат што повеќе детали од тие денови кога црвениот бог слегол на старата унгарска земја, како што тогаш пееше Тдарпад. Веќе во тоа време, армија од околу 170.000 интервенти се концентрира околу Унгарија. Повеќе од половина се романски војници, потоа француски, главно од колониите и војниците на тогашната Југославија. Покрај интервенцијата од надвор во Сегедин под заштита на француските окупацијски единици е формирана контрареволуционерна влада. Незиниот министер на војската, адмиралот Хорти, на армијата на интервентите им ги приклучи своите 20.000 агресивни бели терористи. Црвената филмска репортажа, значи, ги прикажува последните ведри денови на Републиката. Од големиот сон за светска револуција или барем европска, кон средината на 1919 година, остана единствено надежта за движењето на пролетаријатот на Запад кој подготвуваше генерален политички штрајк во прилог на прекидот на оружените напади во Унгарија и Русија. До овој штрајк за кој младата република на Советите, што би се рекоја врза својата судбина, доаѓа дури на 21 јули, кога јамката на Антантата беше затегната речиси до крај. Солидарноста на пролетаријатот на многу места е платена и со крв, но ефектот изостана. Интернационализмот и меѓународната работничка солидарност не можеа да ги примат очекуваните форми и да предизвикаат сакан ефект заради условите на моментот во кој сето ова се случуваше. Сепак самото постоење на унгарската комуна го поттикна созревањето на едно поцврсто и поборбено револуционерно движење на целиот балкански подунавски басен. Полуилегалните комунистички партии на Булгарија и Романија се задржуваат во Балканска револуционерна федерација. Во Југославија се формира социјалистичка работничка партија на комунистите. Наспроти тогашниот официјален став на тогашната Југославија, многу југословени учествуваа во унгарската револуција, покрај останатото околу 1200 борци на првиот југословенски батаљон се бореа во состав на унгарската црвена армија и дадоа голем допринос во одбраната на Републиката на Советите. Важно е нивното влијание во ширењето на револуционерни идеи во сопствената земја тогаш и подоцна повраќањето во Југославија. Во меѓувреме, унгарците ги напуштија освоените територии на север, но романските трупи источно од Тиса не се повлекоа и покрај ветувањето на Клемансо. Откако добија неточни информации за спремноста на трупите на Републиката и слабостите на противникот, и комунистите ја прифатија акцијата против романските интервенти. Тоа беше погрешен потез, бидејќи офанзивата на унгарската црвена армија која започна на 24 јули потполно спремно беше дочекана од контраофанзивата на романите. Тоа беше последица од предавството на унгарскиот началник на генералштабот, кој беше поврзан со Хортиевите луѓе во Сегедин. Унгарската црвена армија беше ослабена и затоа што селските маси не беа потполно и непосредно поврзани со судбината на борбата. Задоцнетата поделба на феудалните имоти на сиромашните не стигна да ја поправи состојбата која однатре видно се влошуваше напоредно со состојбата на бојното поле. На 31 јули стигна Лениновиот позитивен одговор на барањето на Бела Кун, руските армии итно да интервенираат од Бесарабија. Но утредента на 1 август раководството на Обединетата партија реши да капитулира. Револуционерниот совет поднесе оставка. Додека црвената армија се повлекуваше, белиот терор почна да кружи од село до село. Само 133 дена живееше унгарската комуна која прва во 1000-годишната историја на оваа земја му донесе на народот вистинска слобода. Нејзиниот крај се поклопи со пропаста на соседната пролетарска Словачка. Со врзани очи револуционерите се доведувани пред француските високи офицери. Како беа завршени тие разговори на словаците, јасно им кажа италијанскиот генерал Пичоне. Романските трупи ја зазедоа Будимпешта, за Миклош Хорти да вшета на бел конј следен од своите терористички одреди целата буржуаско-аристократска камарила. И веднаш најави одмазда.
Овој град ја предаде својата 1000-годишна историја. Овој град ја влечеше покал светата круна и се облече во црвени партали. Сега јас овде, на брегот на Дунав, го повикувам овој град да застане пред суд. За Бела Кун настапија тешки денови на емиграција. Со уште некои раководители на унгарската револуција замина во Беч, каде австриските власти ги интернираа. Откако е ослободен, замина во Советскиот сојуз, каде што е избран во извршниот комитет на Коминтерната. Се обиде да го објасни феноменот на општествената творба на која и беше начело и причините за нејзиниот пад. Премногу им верувавме на оние на кои не смееше да им се верува, призна. Но протестирам против тешките обвиненија дека тргнавме по шаблони, дека не умеевме да применуваме сопствени методи. Уште пред прогласувањето на Републиката зборував дека не смееме да тргнеме од каде што тргна руската пролетарска револуција. Обсесијата да работи за светска револуција не го напушташе, но тоа беше и време за отрезнување од ентузијазмот и револуционерот од некои илузии. Во земјата на Ленин, кој одамна не беше жив, работите не се решаваа со ленински методи. Во јуни 1937 година исчезна во Сталиновите чистки, како и многу други револуционери. Со Хорти во Унгарија одново доаѓа на власт феудалната реакција и представниците на крупната буржоазија кои воспоставија стари полуфеудални социјални и политички односи. Крвавиот терор во земјата и редентизмот кон соседите беше водечка идеја на Хорти, опседнат од желба за создавање на така наречената историска Сент Иштванска Унгарија. Хитлер му овозможи повторно да завладее со Прикарпатска Украина и делови од Словачка и Романија. Учествувајќи подоцна како германски сојузник во фашистичката војна и ги грабна на Југославија, Бачка и Меѓумурје. Кон крајот на Втората светска војна, кога нејзиниот исход беше јасен, Хортиевите властодржци се обидоа да им се приближат на западните капиталистички земји, на што Хитлер одговори со окупација на Унгарија во пролетта 1944. Есента истата година, советските трупи ја минаа границата на Унгарија. Во декември се формираа привремен парламент и превремена влада, која уште пред целосното ослободување на земјата издаде указ за аграрна реформа. Одземена е целата голема поседничка земја над 100 утра и целата селска над 200. На земјоделските работници, благородничките слуги, ситните селани им се разделени 6 милиони утра, така што околу 700.000 луѓе добија земја. Напредните луѓе на Унгарија, меѓу кои тогаш се уште малобројните комунисти кои успеа да ја сочуваат главата од белиот терор, се прифатија на тешка работа. На урнатините од старата да организираат нова држава во која дотогаш подчинетиот народ ќе дојде до свој права. Работниците од Чепел, кои ги спречија фашистите да им ги демонтираат машините и да ги однесат во Германија, тргнаа како и работниците од многу други предпријатија на тешка и голема работа за обнова. Требаше да се совладаат многу тешкоти и да се пребродат многу дилеми за да се оствари идејата на социјализмот. Републиката на Советите траеше кратко, но нејзината борба и жртвите кои ги поднесе не беа залудни. Во она што е и што представува денешната Унгарија, длабоко се ткаени 133 денови на унгарската комуна.